Видов како паѓа дел од зидот, слушнав одрон од земја и наеднаш во насипот видов една глава. Се случи ненадевно во дел од секунда. Вака раскажува жителка на Кисела Вода која живее веднаш до градилиштето на кое изутринава животот го загуби еден работник, а тројца беа повредени. Несреќата ја гледала од нејзиниот прозор, се симнала долу, се собрале луѓе и сите со лопати и со голи раце се обидувале да им го спасат животот на затропаните работници. Слушнав нешто како да се истори. Кога зирнав, земјата од зидот се спушти, а вонатре, пошто тоа е многу така длабочко копано, имаше вработени што работеа и наеднаш ги снема. Само видов глава од едниот што силно викаше помош. Јас во моментот се стресов, се исплашив, се симнав доле, почнав да викам и почнаа луѓево да се собираат, викнаа брза помош, полиција и се понатаму. Несреќата се случила околу 8 часот при ископ на темели за стамбена зграда. На местото веднаш интервенирале екипи на итната медицинска помош, полицијата и противпожарната служба. Прво се извлекле двајцата полесно повредени работници, потоа уште еден бил спасен, но за жал четвртиот работник бил без сигнали на живот. Спасувачките екипи сведочат дека била траорна глетката и целата акција на извлекување траела 40 минути. Според информациите од здравствените власти, двајца од повредените имаат полесни повреди, додека еден е задржан на лекување со потешка клиничка слика. Тој има повеќе искршеници во текот на денот ќе биде опериран. Покрај овие тројца кои биле донесени из утрината, во текот на денот донесен е уште еден повреден работник кој има лесни повреди. Во моментов сега пред неполни 10 минути е донесен уште еден пациент од истата повреда. Тој не е доиследен, меѓутоа вака е стабилен и очекуваме да нема некои потешки повреди. Во принцип во моментот се надвор од животна опасност со тоа што пациентот што е примен на карил по природата на повредата, односно две долги коски на долните екстремитети, потенцијално постои ризики за одредени компликации. Јавен обвинител излегол на терен. Од обвинителството информираа дека направен е увид на лице место и телото е дадено на обдукција. Ке ги истражуваат причините за трагедијата. Во насока на испитување на причините за несреќата и почитувањето на прописите за заштита при работа, постапуваат и државниот инспектор за труд и општински градежен инспектор. И од МВР ја потврдија несреќата. Тројца работници се извадени и пренесени со возило на итна медицинска помош во комплексот клиники Мајка Тереза, додека еден работник е пронајден починат, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Случајот повторно го отвара прашањето за безбедноста на градежните работници и контролата на условите на градилиштата. По трагедијата реагирали и жители на општината. Според нивните изјави, тие и претходно алармирале дека местото не е обезбедено и дека се наоѓа близу парк каде постојано има деца. Сопственик на земјиштето и инвеститор на стамбината зграда е близок член на семејството на поранишниот градоначалник Ивица Конески. Изведувач е компанијата Јакимовски Доел.